Ваши екселенции, почитуван член на владата на Република Северна Македонија, господин Тупанчевски, почитуван министер за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, почитуван заменик директор на Бирото за јавна безбедност, господин Асани, почитувана државна секретарка на Министерството за внатрешни работи, господја Несторовска, почитувани директори на институциите од безбедносниот сектор, почитувано раководство на Министерството за внатрешни работи, драги членови на семејствата на загинатите и починати припадници на единицата за брзо распоредување, почитувани полициски аташеа, драги гости, пријатели на единицата, драги колеги, почитувани представници на медиумите. На овој ист датум, на истото место, минатата година, овековечевме еден респектабилен јубилеј. 20 години од формирањето на единицата за брзо распоредување, кој сосема природно ни оживеа спомени, не подсети на почетоците и растежот, на успесите, но и на загубите, на предизвиците и достигнувањата кои ги споделивме со нашите гости и пријателите на единицата. Оваа година сме тука да го обележиме незиниот 21. роден ден. Затоа, овој пат само накусо ќе ве подсетам дека од формирањето, па се до денес, како единица, бевме вклучени во извршување на многобројни сложени и ризични безбедносни задачи, кои само ни помогнаа да се зацврстиме и да се изградиме како фактор на безбедноста на граѓаните и еден од столбовите за стабилност на државата. Ова е основна нишка што ја позиционира единицата за брзо распоредување високо на скалата на безбедносниот систем на државата. И како единица во составот на одделот за специјални полициски операции представува суштествена борбена формација на Министерството за внатрешни работи, која може секогаш и секаде да одговори на сите безбедносни предизвици. Без лажна скромност, ќе ми дозволите да кажам дека навистина сме горди на постигнатото, бидејќи 21 година подоцна со полно право можеме да кажеме дека припаѓаме на единица која е дел од историјата, која живее во сегашноста и ќе биде основа за безбедноста на граѓаните и државата во еднината. Голем е делокругот на надлежности и задачи кои ги извршуваат припадниците на единицата за брзо распоредување. Во оваа прилика, накусо, само би сакал да ве запознам со дел од задачите кои единицата ги реализираше во текот на изминатата година. Оперативни задачи во борба против тероризмот и организираниот криминал, обезбедување на стабилен јавен ред и мир на јавни собири, манифестации, протести, спортски надпревари и други настани, обезбедување и претреси на казнено-поправни установи и спроводи на лица, обезбедување на ВИП лица, објекти и траси, асистенција на останатите служби во МВР и други државни органи, помош на населението и институциите при елементарни и природни незгоди, како и помош на граничната полиција и други организациони единици во МВР при извршување на нивните задачи. Задачи од ваков тип и обем можат да ги извршуваат само мотивирани, храбри и добро обучени полициски службеници, што всушност представува и важно обележје на припадниците на единицата за брзо распоредување. Дури и сега, додека ние го одбележуваме денот на единицата, добар дел од незините припадници, нашите колеги, професионално и пожртвувано ги извршуваат своите работни задачи на територија на целата држава. А кога сме кај одликите на припадниците на ЕБР, и хуманоста е еден од битните вредности на припадниците на единицата, кои оваа година, како и во годините претходно, многу пати ја покажаа на дело. За ова, искрено се гордеам со колегите и јавно им се заблагодарувам,
што на ваков начин ја представуваат и промовираат единицата. Во периодот кој следи, имаме големи планови за единицата. Согласно новите текови, членството во НАТО и процесот на евроинтеграција на државата, се отвараат нови можности за развој и модернизација на единицата. Благодарение на одлучноста на ова раководство на Министерството за внатрешни работи, согласно поставените стратешки цели за создавање на модерна, стручна и задоволна полиција, зголемување и работиме на подобрување на условите за престој и исхрана на припадниците, зголемување и дооформување на капацитетите за обука, како и доопремување и модернизација на единицата со материјално-технички средства, возила и вооружување согласно стандардите на сродните единици во Европа и пошироко. Ова се големи планови и потребни се крупни чекори за реализација на истите. Благодарам на досегашната поддршка, разбирањето на нашите потреби и довербата која имате во нас како единица. Тоа не поттикнува да вложиме дополнителен труд во работата и искрено се надевам дека со соработката и поддршката од страна на Министерството за внатрешни работи, владата, како и пријателите на единицата, заедно ќе успееме да ги оствариме зацртаните цели. И денес не можам да го завршам ова моје обраќање без да упатам посебна искрена, длабока почит кон семејствата на починатите и загинатите припадници на единицата во име на сите нас. И да подсетиме дека нивната храброст и жртва која ја дадоа никогаш нема да бидат заборавени. Тие секогаш се и ќе останат дополнителен поттик за нас во остварување на нашите цели за посигурен и побезбеден живот на сите граѓани на нашата држава. Почитувани граѓани, бидете спокојни и мирни. Можете да имате потполна доверба во единицата за брзо распоредување, бидејќи ние секогаш ќе бидеме тука за вас. Да живее ЕБР! Да живее! Ви благодарам.